Кратки најави за денешните настани. Општина Охрид доби финансиски средства од Фондот за техничка документација кои ќе бидат наменети за проект за депонијата Вуково. Завршните сметки и прикажаните резултати за работата на јавните предпријатија во 2024 година предизвикаа богата дискусија на денешната седница на Советот. За голем број ученици математиката не е баук, туку омилен предмет. Охриѓанката Ирма Гогова на аудиција на најпопуларното шоу во светот Америка има талент. Студентите пристигнуваат во Белград за утрешниот протест. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 20 степени Целзиусови. Во сабота во најголем дел од Пиринејскиот полуостров, Западна Европа, како и во северните и централните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во областа на Пиринеите и Алпите, како и на север од Скандинавија со врнежи од снег. Во останатите делови од Европа стабилно и студено време со зголемена облачност. Во северните и централните предели на Балканот утре ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови стабилно и потопло време со зголемена облачност. Максималните температури ќе се движат во интервал од 11 до 25 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 80 км на час, а ударите на ветер на места може да достигнат и до 100 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 4 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 18 до 29 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 22 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 17 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне нестабилно со слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид ќе добие поддршка од страна на Фондот за техничка документација за изработка на урбанистички и основен проект за затварање, рехабилитација и понатамошна грижа за депонијата Буково. Како дел од проектот Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти, Општина Охрид ќе добие поддршка од страна на Фондот за техничка документација во износ од 3.418.650 денари. Средствата ќе бидат наменети за изработка на урбанистички и основен проект за затварање, рехабилитација и понатамошна грижа за некласифицираната и нестандардна депонија Буково, информира градоначалникот на Општина Охрид Кирил Пецаков. Со оваа поддршка се подобруваат општинските капацитети за имплементација на инфраструктурни проекти во насока на интегрирано планирање на локалниот развој и заштита на животната средина. Проектот за јакнење на општинските капацитети е дел од Програмата за развој на Обединетите нации UNDP со финансиска поддршка на Амбасадата на Шведска, Бирото за регионален развој и во партнерство со Министерството за локална самоуправа и ЗЕЛС, и со него ќе бидат поддржани вкупно 11 македонски општини. Во врска со најавените протести во општина Битола за утре, 15 март, во однос на локацијата за регионалната депонија во општина Новаци, Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека регионалната депонија е предвидено да биде изградена на девастирано, оштетено земјиште, кое со ваквото искористување ќе даде бенефит и за населението и за животната средина. Студијата за регионалниот систем е во согласност со Директивата на Европската Унија за оценување на ефектите на одредени јавни и приватни проекти врз животната средина и со македонското национално законодавство. На депонијата ќе завршува најмногу до 50% од отпадот што се генерира од сите општини, бидејќи регионалниот систем предвидува примарна селекција на отпадот, што може да се рециклира и кој ќе заврши во инсталации за преработка.
Со изградбата на регионалната санитарна депонија ќе се создадат услови за добро и контролирано управување со отпадот, како решение на сегашните проблеми за животната средина и здравјето што произлегуваат од стотиците диви ѓубришта во Пелагонискиот регион, и особено од штетното влијание на постоечката локација за отстранување на отпад во Мегленци, која се користи од страна на општина Битола. Од тука посочуваат Министерството за животна средина и просторно планирање смета дека одлуката за протестите е неоснована, бидејќи граѓаните на општина Битола не се запознаени доволно со овој проект и стои на располагање да се организираат дополнителни средби со граѓаните, каде заедно со меѓународните и домашните експерти ќе се презентираат придобивките од овој планиран систем за регионално управување со отпад. Инвестициската структура за воспоставување на овој основен заеднички систем за управување со отпад за југозападниот и Пелагонискиот регион изнесува 30,1 милион евра, средства кои не можат општините во регионите сами да ги обезбедат. Охридските советници ги усвоија извештаите за работењето и остварените резултати во 2024 година на јавните предпријатија. Опозицијата во Советот смета дека прикажаната добивка кај дел од предпријатијата не ја отсликува реалната состојба и без субвенциите од општината истите ќе ја завршеле годината со загуба. Дел од директорите од советничката говорница образложуваа на што се должат прикажаните резултати. 5 јавни предпријатија минатата година ја завршиле со добивка, само Охридски комуналец во завршната сметка прикажало загуба. Дали добивката која прикажале јавните предпријатија ја одразува нивната вистинска кондиција или влијаеле субвенциите кои ги добиваат од општината, кажа координаторката на советничката група на СДСМ и коалицијата на денешната седница на Совет. Градски гробишта прикажало добивка од 1,7 милиони денари, но примило субвенции од општината од 6,2 милиони. Водовод прикажало добивка од 4,7 милиони денари, а општината на ова предпријатие му дала 16 милиони денари субвенции. Градски пазар сите квартали лани бележеше загуби за на крај да прикаже добивка од скромни 60.000 денари, а добиле субвенции од 8,1 милион. Доколку не биле субвенциите од општината, овие јавни предпријатија ќе ја завршеа годината со загуба. На јавното предпријатие Нискоградба субвенциите од општината не му го промениле значајно работењето и постигнатите резултати, а Билјанин извори не примило директни субвенции. Најголемото јавно предпријатие, Охридски комуналец, годината ја заврши со загуба од околу 37 милиони денари, а добило најмалку субвенции, односно 900.000 денари. Субвенциите се нешто ново кое што се случува откако дојде оваа локална власт. Меѓутоа сметам дека субвенциите само ја пролонгираат агонијата на јавните предпријатија од една страна, од друга страна даваат една искривена слика на вистинската состојба, ги натоложуваат проблемите кои што од година на година стануваат се поголеми и спасот за јавните предпријатија во догледно време ќе биде апсолутно невозможен. Субвенциите се исплаќаат од програмата на Советот кој е основач на јавните предпријатија и тие за својата работа одговараат пред советниците и мора да бидат отчетни за начинот на кој тие пари се трошат, кажа советничката Ангелоска. Јавното предпријатие Водовод 2 години со ред прикажува добивка, нешто што не се случило десетици години наназад, кажа директорот Маријан Ристевски и додаде дека добивката ќе била и поголема, односно 26 милиони денари, доколку предпријатието не правело отпис на ненаплатливи побарувања, нешто што не било правено од 1998 година, иако е законска обврска. Ова јавно предпријатие оваа година направи отпис на 29,5 милиони денари за годините 2001, 2002, 2003 и 2004 година. И за сметка на тој отпис, добивката е намалена од 26 милиони на 7 милиони и 300 на добивка пред одано чување, односно 4 милиони и 300 на 4 милиони и 700 на добивка по одано чување. Тоа значи дека иако јавното предпријатие не ги добило субвенциите од 15 милиони денари, односно 16, ќе беше во добивка 10 милиони денари, а имајќи предвид дека оваа година ова јавно предпријатие исплати 11 милиони дополнителни средства за електрична енергија, нешто на кое што јавното предпријатие не може да води
никаква политика. И уште еден поголем податок ќе ви го кажам, затоа што зголемувањето на минималната плата од месец март и усогласувањето во месец септември предизвика дополнителни трошоци на ова јавно предпријатие во висина од 6 милиони денари. Не верувам дека ако не добиевте субвенција од општината, така комотно ќе правевте отпис на застарени побарувања, реплицираше Ангеловска и посочи дека за стабилност на долг рок мора да се работи на решавање на проблемите на предпријатието. Што ви значат завршни сметки со кои што ќе искажите добивка, ако реалната состојба во јавното предпријатие е лоша? Токму јас од овде, барем за вас, Водовод, имам толку многу зборувано да се вложат средства во модернизација, да се намали загубата на вода. Ристевски обелодени дека Водовод заедно со локалната работи на проекти кои ќе придонесат за намалување на загубата на вода, при што во наредниот период најмногу за една година ќе бидат инвестирани 200 милиони денари. Постапката за промена на целосна реконструкција на пумпната станица во Метропол, мислам дека е во завршна фаза, односно е во фаза мислам дека во еволуцијата заврши и дека за понеделник или вторник е закажана аукција. Аукција на која што ќе се избери добавувач и на која што во наредниот период, некаде се планира околу октомври месец да се пристапи кон целосна реконструкција, замена на пумпите, проект некаде кој што првично е проектиран на околу 40 милиони денари. Вториот проект, кој што исто така мислам дека е до изведувач, дојдено до избор на изведувач е за промена на водоводната линија од потегот на железничка кај раскрсницата до топките кај Леарница. Проектот беше околу 30 милиони денари, мислам дека е избран изведувач. Третиот проект, кој што исто е во фаза на тендерирање, а оди преку Министерството за животна средина и е во висина од некаде околу милион евра, е промена на водомерите, односно софтвер со водомери со далечинско отчитување, нешто кое што значително ќе подобри, ќе ни помогне во делот на загубата на води. И уште едниот проект кој што мислам дека е веќе аплициран, поднесено е апликативното писмо, а тоа е воспоставување на целосен мониторинг систем на целиот водоводен систем. Директорот на јавното предпријатие Градски гробишта кажа дека добивката од 1,7 милиони не ја отсликува реалната состојба на предпријатието. Тешко и сложено е во услови на поскапена струја, репроматеријали и зголемен минималец да се работи, рече Тренески, и додаде дека субвенциите биле наменети за усовременување на градежната оператива, односно предпријатието за прв пат купило возило за ефикасно извршување на работните налози од општината, но и за решавање на еден голем проблем стар 13 години. Јас како директор во изминативе 4-5 месеци сме изложени, а тоа е пристигнати извршни решенија во износ од 11 милиони денари. Значи повторувам, извршни решенија во износ од 11 милиони денари, наследени децении наназад од старото предпријатие, јавно предпријатие погребални услуги. Доспеани се обврските и рака на срце, луѓето треба да си добијат своите пари. Еден износ од тие субвенции во износ од 2 милиони денари е наменет исклучиво за тие работи. Значи исплата по основ на извршните решенија. Охридски комуналец има зголемена наплата од физички и правни лица, извршено е ажурирање на над 230.000 метри квадратни кај домаќинства и правни лица, со што дополнително се зголемува наплатата, кажа директорот Саше Најдески. Потенцира дека причина за загубата на предпријатието не е недомаќинско и несовесно работење. Загубата на јавното предпријатие од следните две причини: по основ на зголемени трошоци за плата на јавното предпријатие, односно за разлика од 2023 со 2024 година се заради зголемување на минималецот се околу 16 милиони денари, плюс и втората ставка, како што има вкажани во повеќе седници,
Надоместокот за јавна чистота претходно беше книжен како приход на јавното предпријатие, меѓутоа тоа согласно закон не беше така. Надоместокот за јавна чистота е евидентиран, не е евидентиран како приход и од тие причини имаме толкова голема разлика како загуба, да речам. Надоместокот за јавна чистота годишно околу 20 до 21 милион денари. По излагањето на директорите на дел од јавните предпријатија, советничката Ангеловска кажа дека низината критика не е лична кон менаџерите, туку во насока на сериозно сваќање на проблемите на предпријатијата и дека субвенциите не се решение на долг рок. Мнозинството во Советот ги усвои извештаите на јавните предпријатија за работењето и остварените резултати од минатата година. Покрај извештаите за работењето на јавните предпријатија, на денешната 54-та седница на Совет беа усвоени сите точки од обемниот дневен ред. Беа усвоени извештаите за финансиското работење и годишната сметка за 2024 на основните и средните училишта, отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев и детската градинка Јасна Ристеска. Помина извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата во изминатата година. Советниците ги изгласаа извештаите за реализација на годишните и развојните програми во текот на 2024 година и завршна сметка на буџетот. Беше донесена одлука за пренесување на правото на времено користење на недвижен имот, дел од деловен простор, сопственост на општина Охрид, на Министерството за дигитална трансформација, како и одлука за отстапување на времено користење објект, гаражен простор на доброволното противпожарно друштво Ентузијаст Охрид Дебарца. Дневниот ред на 54-та седница на Советот на општина Охрид беше надополнет со уште една предлог одлука за прифаќање донации на ваучери за велосипеди, која советниците ја усвоија. Беа донесени и 7 одлуки за легализација на бесправното изградени објекти. Меѓународен ден на математиката или популарно се одбележува денот на бројот пи. Охрид има голем број талентирани ученици на кои математиката им е омилен предмет и кои освојуваат врвни награди од бројни надпревари. Денес се одбележува Меѓународниот ден на математика, или популарно наречен денот пи. Славењето на значењето на математиката и популаризацијата на оваа наука е значајно, бидејќи математиката е основа на сите природни науки и инженерство и има широка примена во секојдневниот живот. Математиката е основа на сите природни науки и технологијата, од пресметувањето на време, пари, развојот на науката, на технологијата, се што користиме околу нас. Најголемите предизвици се различностите во нивните способности да ја совладаат математичката вештина. Некои побрзо ја разбираат и полесно, но има и ученици кои што имаат потешкоти во разбирањето. Секако знаеме дека математиката е една од потешките и покомплексните научни дисциплини. Многу ученици покажуваат интерес за математиката, но афинитетот кон неа може да варира. Некои се многу заинтересирани и талентирани па постигнуваат извонредни резултати на математичките надпревари, додека други може да не се толку заинтересирани. Не секој сака математика, таа се смета за еден од потешките предмети, токму затоа задача на професорите е да изнајдат начин да ја доближат до учениците. Секако има наградувани талентирани ученици, има дел од учениците што покажуваат афинитети кон математиката. Некои ученици секако и не се толку заинтересирани, но со наша поддршка и тие покажуваат напредок. Користиме различни наставни методи, интерактивни алатки, проекти. Сакаме да им покажеме на учениците дека математиката не се само апстрактни бројки, туку има и голема примена во секојдневието. Охрид има голем број математичари, талентирани ученици во основното и средното образование која сакаат математиката. Еден од нив е Дарио Павлевски од Охридската гимназија. Математиката можам да кажам дека е еден од моите омилени предмети. На исто место ја ставам со физиката. Тоа е бидејќи тие две науки ги гледам како науки кај кои што е дозволена креативноста, може логички да се размислува, а не е само учење на памет. Годинава имам учествувано на надпреварите по математика кои што се организирани од Сојузот на математичари и на државниот освоив по фалница. Би сакал да продолжам на факултет во Љубљана за електро, да студирам за електроинженер.
Одлуката токму овој ден во годината да се прославува како меѓународен ден на математиката беше донесен во ноември во 2019 година. Охриѓанката Ирма Гогова на аудиција на најпопуларното шоу во светот Америка има талент. 25-годишната охриѓанка Ирма Гогова, која долги години се занимава со музика, ќе се обиде да го покаже својот талент во едно од најпопуларните шоуа во светот Америка има талент, во кое се откриваат нови таленти во повеќе области. Порано го гледав ова шоу, прашувајќи се зошто не сум на таа сцена. Денес го сменив тоа. Ја искористив шансата и бев на аудиција за Америка има талент. Без разлика на резултатите, горда сум на себе што зачекори во моите соништа, вели Ирма. Ирма беше победничка на талент шоуто Охрид Суперстар во 2017 година, кога беше прогласена за најдобра од страна на стручното жири. СВР Битола поднесе кривична пријава против 32 годишен охриѓанец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело измама. На 16 септември 2024 година, пријавениот телефонски стапил во контакт со едно женско лице, лажно се представил дека е менаџер на агенција за помош на жртви од измама и дека ќе ѝ помогне да ги врати паричните средства од претходна измама во износ од 5000 евра, пошто побарал од неа на телефонот да ја симне апликацијата и да му даде лозинка за да има увид во нејзината трансакцијска сметка. По ова, таа подигнала кредит од 200.000 денари, од кои 150.000 денари ги уплатила на трансакцијска сметка на пријавениот, информира Министерството за внатрешни работи. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.